Титулата Best Buy Car of Europe, односно автомобил кој нуди најмногу за својата цена, годинава ја доби Opel Corsa со освоени вкупно 17.617 поени. Блиску до неа, на само 157 поени, беше втората генерација на Peugeot 208, а третото место се најде Škoda Kamiq, а следеа Renault Clio и Nissan Juke. Успехот на Opel беше комплетиран со признанието MEM Best, кое отиде во рацете на првиот човек на марката од Руселсхајм, Михаел Лохшелер. Компани Best наградата заслужено ја освои кинескиот Гили, кој со години наназад е меѓу најбрзо растечките автомобилски производители во светот. Како еден од најуспешните на денешницата, главниот дизајнер на Hyundai Kia групата, Лук Донкер Волке, со задоволство ја прими Design Best наградата, додека Smart Best признанието го заслужи личниот асистент Лаура на Шкода. Во последно време технологиите се заштитен знак и на Mazda, која за својот Skyactiv X мотор беше наградена со Технобест признанието. Jaguar Land Rover пак за Clear Sight Rear View Mirror и Clear Sight Ground View технологиите ја освои Safety Best наградата, а Volkswagen за пресвртот со електричниот ID3 се закити со Eco Best признанието. Во име на легендата на автоспортот Ники Лауда, наградата Sport Best ја прими неговиот брат, додека актуелниот председател на FIA Жан Тот стана новиот член на Автобест алејата на славните. Трката за Автобест 2020 заврши, а наредната веќе започна. За еден автомобил да ја добија титулата мора да представува најдобра понуда за повеќето европски купувачи. Цената, сервисната мрежа, снабденоста со резервни делови и разновидоста на понудата се најважните критериуми во процесот на гласање. Дизајнот и новите технологии се исто така важни. При одлучувањето за победникот, Автобест жирито веќе 20 години користи транспарентен систем на гласање со сложена шема од 13 критериуми.